Помош расте. Последните информации во врска со здравствената состојба на повредените има Александар Динев. Александар, кои се информациите? Да, се зголемува бројот на нови пациенти кои се хоспитализираат ден по пожарот и големата трагедија во Кочанската дискотека. Според последните информации од здравствениот кризен штаб, само од утринава до овој момент уште 18 лица кои во саботата биле во дискотеката почувствувале потешкоти при вдишењето, односно најголем дел од нив имале внатрешни изгореници на дишникот и труење со јаглероден моноксид и денеска прв пат се јавиле на лекар пошто од Кочани и од Штип се префрлени во текот на предпладнето и овие попладневни часови овде на клиничкиот центар. Дел од пациентите во моментот се хоспитализирани и на клиниката за токсикологија. Според последните информации, засега нивната здравствена состојба е стабилна, а како што попладнево информираше и министерот за здравство, релативно стабилна е состојбата и на сите оние 58 пациенти. Ќе споменам дека бројката се менува од час во час, како што кажав, и се зголемува бидејќи се носат нови пациенти, но Таравари апелираше до сите оние лица кои биле присутни во саботата во дискотеката веднаш да се јават на лекар за да не настанат некои компликации. Да ја видиме неговата изјава. Состојбата на сите пациенти до сега е стабилно, да се надеваме да нема компликации или влошување на состојбата. Континуирано добиваме информации од сите болници кај што се сместени нашите пациенти, исто така и од нашите центри тука во Скопје. Значи, состојбата е комплетно под контрола. Уште еден апел до сите луѓе кои што ја поминаат таа трагична состојба вчера во Кочани, што и не се пријавиле на доктор, ги молам да се пријават кај матичните нивни матични доктори и евентуално доколку имаат било каква симптоматологија, уште еднаш им апелирам да се јават или кај матичните, или во Штип, или во Кочани во болница, или во сите 3 болници во Скопје. Сите пациенти кои се останати на лекување овде, бидејќи поголемиот дел се испратени на третман во странски центри, како што рече Таравари, се засега во релативно стабилна состојба. На помош на македонските лекари од Нокеска се пристигнати тимови од Воената медицинска академија од Белград во текот на денот и специјалисти од Чешка и Израел, специјализирани токму за третман на изгореници. Според последните информации од Институтот за судска медицина од Нокеска е почната и обдукцијата врз телата на загинатите во големата трагедија. Сите обдукции ќе се прават токму овде на Институтот за судска медицина. Студио. Александар, ти благодарам.